Денеска имаме работа, посета со екипата од општината, околу динамика на извршување на работа. Знаете, ние најавивме пред месец дена почнува реконструкција на патна инфраструктура, леко одржување и реконструкција на патна инфраструктура. Најавивме габаритот негде околу 48.000 квадратни метри предвидени дупки реконструкција, делова реконструкција на патна инфраструктура. До сега завршено е околу 12.000 квадратни метри. Завршени се некои стратешки правци, знаете, Народна револуција, Бошко Бука, Билјановски пат, горе мини-маркет. Значи, на повеќе локации правилно се работи. Денеска е асфалтирање на улица Народна револуција, во должина поголемина од 2000 квадратни метри. Значи, од тука се селиме на Планинска револуција, Одрска циця со видеостилиски маркот до Митро мост, онаа трака каде има оштетување и небезбедност за сообраќајот. Потоа кај туш исто Ѓорче Петров улицата, тоа се две наредни локации кај ќе делуваме. Значи, се надеваме по оваа динамика, започната за месец и половина, најкасно до средина на август да биде завршена комплетна тендерската, значи, оноа што е предвидено со тендер за реконструкција на патна инфраструктура. Во моментот придобиваме уште неколку улици за тендерни реконструкции, кои се поголеми. Улицата Стотка, во населба Картуш, тоа е улица Доне Дуба, тоа е улицата Доне Метол. Значи, тоа се поголеми улици кои ќе бидат на тендерска поставка и со тоа ќе заклучиме некако 65.000 квадратни метри комплетна реконструкција, што мислам дека ќе биде за оваа година видно подобрување на сообраќајниците во Куманово. Паралелно со тоа правиме и сообраќајни пречки во однос на ускорување на брзини, ќе бидат видно обележени со флуоресцентни бои и така натаму, така да мислам на некој начин да подобруваме и безбедноста во сообраќајот. Паралелно со тоа оди со тротоарната инфраструктура, значи дека тренирање на тротоарни пасажи. Завршуваме утре, затоа ќе опуштиме проектот во Средно училиште земјоделско бюро Бургас, ќе видите покажани, дали се така филоси да правите огради и заштити и така натаму, така да тоа е делот од изградба на тротоари и пасажи. Куманово оваа година целата сила, односно концептот на разработна програма е успели во регулирање, односно реконструкција на сообраќајната инфраструктура. Мислам дека е добро прифатено од граѓаните, тоа беше една од поголемите проблеми и барања на граѓаните, така да мислам санираме поголем дел од проблемите, ќе продолжиме со исто темпо. Кажат, целиот тендер е околу 40 милиони денари, со ДДН ќе биде целосно исполнет и мислам дека до крај на годината ќе биде финансиран. Господин Дамјански, граѓаните прашуваат дали има можност да се прошират улиците и зошто и каде има такви можности не се проширени улиците? Видите, проширање на улици е проблем кој треба да го гледаме како далекометно, далекосежно решение. Ние пред неколку дена почнавме преговори за изработка на нова сообраќајна студија која ќе биде воведена во новиот урбанистички план. Значи, главните активи, главните улици, булевари, се бидат со национален урбанистички план. Сообраќајната студија ќе ни даде нови решенија. Тој проблем е еден културен проблем околу сообраќајната. Ние имаме такви проблеми улици, но што многу пати се кажа за помал обим на возила. Ние имаме негде заедно со регионот од 40.000 регистрирани возила, кои на нас некако окупираат тоа во регионален центар и ние имаме сериозни проблеми во тоа насока. Неисцрпно се поставува прашањето како ќе го решаваме поедината проблем. Значи, новата сообраќајна студија мора да ни даде визија како ќе го регулираме со проширување, со отварање нови парки простори, карти гаражи и така намо. Така би мислам дека новиот регионален план ќе даде тие можности. Секој отварање и проширување мора да има прво подлога со решавање на проектирањето до ГУП,
решение експропријација, бидејќи знаете дека тоа е една тесна дела однос на решавање и проширување на булевари на улици. Меѓутоа, како да е, тоа е отворен проблем и тоа мора да се размислува. Очекувам дека се инициира овој проблем и се интензивира во однос на соработката со проектантски куќи, така да мислам дека во текот на оваа година ќе биде распишена согласуваната студија, решавање на соцјалниот проблем, јани на живота сега, конзерваторските услуги, се тоа демографската студија, која ќе помогне во решавање и дефинирање на ГУП и конечно разрешување на ГУП како нова појдовна точка за урбанистичко планирање на градот. Значи тоа се основните елементи за разрешување на овие проблеми и жешки проблеми. Имаше една забелешка од граѓаните дека постојувањето на хоризонталната сигнализација се одвива во делови од денот кога има поголема фреквенција на возила. Дали тоа може на некој начин да се регулира во ноќните часови? Видите, асфалтирањето е претежно дневна активност, бидејќи за тоа се потребни адекватни услови, температури атмосферски, а она што е примерно идејата околу сигнализација хоризонтална, која е довршение по водовод, е забелешка која ја прифатиме како забелешка и се трудиме да направиме заеднички договор со јавното предпријатие да тоа се работи во ноќните часови, така да тука имаме проблем со присуство на број на работени, бидејќи тоа се вечерни часови кога не е присутен бројот на работени се смени, така да мислам дека ќе се премости со заеднички договор, барем во овие 2 месеца кога работиме хоризонтална сигнализација. Отпоштаме таму каде имаме реконструкција и хоризонтална сигнализација, работата оди позитивно, не со такво динамично темпо како што сакаме, меѓутоа гледаме таму кај што ќе завршиме да одма го тоа обележиме се на тој начин ја завршуваме целата процедура. Мислам дека до јули месец ќе биде завршена целосно онаа програмата што сме ја зацртали со едно водовод, се надевам и ги охрабрувам менаџерите и вработените во водовод да постават достојни на овој процес кој го започнеме да го завршиме и да ги организираме да се очекува. Прашање не на другата мислите, ако може, останатите локални самоуправи имаат отворени денови на кои граѓаните се одблизу запознаваат со работата на локалната самоуправа и ги презентираат своите проблеми. Дали Куманово има вакви отворени денови? Јас многу време работам